Во денешната епизода на Шорткат ќе гледате. Компанијата Техно Алпин сака да инвестира 186 милиони евра во попова шапка. Истражување за сајбербезбедноста и човековите права. Председателот Стево Пендаровски го додели признанието Успешни млади за 2021 година. Здраво, здраво! Јас сум Гоше и ќе ви ги пренесам најважните информации за млади од минатата недела. Ова е Шорткат, останете со нас, почнуваме веднаш. Скопјани повеќе недели наназад се соочуваат со сообраќаен хаос поради раскопаните улици и речиси целосен колапс на јавниот превоз. Тоа кулминираше откако приватните превозници неделава решија дополнително да блокираат крстосници во градот. Приватните превозници велат дека градот им должи пари и немаат како да ги прехранат семејствата. Од град Скопје пак изјавија дека не се задоволни од нивните услуги и дека ќе го поништат договорот со приватните компании Слобода превоз и Мак Експрес. Најавуваат и јавен повик за избор на нови превозници. Во меѓувреме, оние кои најмногу трпат се секојдневните корисници на јавниот превоз и сите останати учесници во сообраќајот. Поради досегашните протести на превозниците, блокадата на улиците и неодржувањето на линиите, учениците доцнеа на училиште, студентите доцнеа на факултет, а вработените не можеа да стигнат на работните места. Приватната компанија Техно Алпин е заинтересирана да инвестира 186 милиони евра во ски центарот Попова шапка, вели Министерството за животна средина. Според министерот Насер Нуредини, понудата на компанијата добила зелено светло и од владата. Проектот опфаќа реновирање на постоечките објекти, поставување систем за вештачки снег, проширување на постојната скијачка зона со нови објекти и патеки, реновирање и проширување на хотелите, изградба на нови хотелски капацитети, на асфалтирани паркинзи, велосипедски патеки и создавање на нови рекреативни активности. Реализацијата на инвестицијата би требало да започне следната година и ќе се одвива во 6 инвестицијски фази, од кои првата изнесува околу 55 милиони евра. Во денешната главна тема на Шорткат ќе зборуваме за сајбербезбедноста и начините на кои што може таа да се подобри. За таа цел ќе ви го представиме истражувањето кое неодамна го направи фондацијата Метаморфозис, а кое се однесува на сајбербезбедноста и човековите права на интернет. Во последниот период сме сведоци на се почести напади и хакирање на веб страниците на повеќе институции, лажни закани за бомби, ширење на говор на омраза преку интернет, измами преку онлайн продажба и ширење дезинформации. Со цел да се анализира што може да преземе државата за да ги спречи и да ги минимизира ваквите појави, фондацијата Метаморфозис направи мапирање на можностите и предизвиците за човековите права поврзани со сајбербезбедноста. Резултатите од истражувањето покажаа од институциите ниту успеале правилно да комуницираат за сајбер нападите, ниту ги исполниле дадените ветувања за време на јавните настапи на државните функционери. Поради тоа Метаморфозис подготви низа препораки за вклучување на стандардите за човекови права во начинот на владење и подобро спроведување на правилата за сајбер безбедност во земјата. Меѓу другото се препорачува во законската регулатива да се вклучи компонента поврзана со дигиталниот простор. Јасно да се дефинира терминот говор на омраза во кривичниот законник за да се спречи неказнивоста. Да се развие сеопфатна правна рамка за сајбер криминал, а надлежните да добијат модерна едукација за темата. Да се зголемат капацитетите и човечки и технички, за да може да се вршат системски истраги за сајбер криминал. Да се воспостави систем за брзо предупредување за ризиците од сајбер напади, да се спроведат едукативни кампањи за подигање на свеста за сајбер безбедноста и дигиталната писменост на населението. На граѓанските организации треба да им се овозможи да се вклучат и комплетно да ги изразат своите грижи за приватноста и за вештачката интелигенција. Прекршувањата на човековите права онлайн треба да се следат систематски за да понатаму се обезбеди основа за понатамошно истражување. Сите овие препораки работат во корист на заштита и унапредување на човековите права онлайн, особено оние на ранливите заедници и во нивното спроведување треба да бидат вклучени сите. Како што велат од Метаморфозис, младите како една од најранливите категории се особено изложени на дезинформации и сајбер малтретирање. А како идни лидери треба да биде приоритет тие да станат дигитално компетентни и одговорни граѓани. Овогодинешното издание на конференцијата Е-општество МК
ја обработува токму темата на сајбер отпорност и ова е едно од истражувањата кои ќе бидат представени во рамки на конференцијата. Меѓу другото, како дел од конференцијата, на 7 декември во Кинотека ќе има проекција на филмот Сестри на Дина Дума, пошто ќе се одржи дискусија за последиците од сајбер насилството во реалниот живот. Сите заинтересирани треба да си обезбедат карта со скенирање на следниот QR код или на нашите профили на социјалните мрежи. Истражувањето за сајбер безбедност и човекови права е направено во рамки на проект спроведуван од Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАФ, финансиран од Канцеларијата за надворешни работи, Commonwealth и развој на владата на Обединетото кралство. Скопје и другите населени места во Северна Македонија и понатаму се на врвот на светските ранг листи за аерозагадување. Податоците на IQ Air покажуваат дека Скопје е на врвот на листата заедно со азиските градови Нью Делхи, Ханој, Лахоре и Калкута, како и со главните градови од регионот Сараево и Белград. Но и покрај загадувањето, нашата земја руши рекорди за потрошувачка на дизел во патниот сообраќај. Дизел горивото е еден од главните причинители на загадувањето на воздухот. Во 2021 година во земјава се потрошени повеќе од 597.000 тони дизел, што е повеќе од количините потрошени во 2018 година, кога потрошувачката изнесувала 584.000 тони. Книжарницата Бункер изминатиот викенд во Скопје им подели бесплатни стрипови на љубителите на стрипот. Бункер обезбеди 500 стрипови, а беа поделени и други публикации кои беа донирани од љубителите на стрипот и од други издавачи. Заинтересираните љубители на стрипот трпеливо чекаа ред и до 40 минути пред книжарницата на Бункер за да добијат стрип. Председателот Стево Пендаровски на церемонијата во кабинетот на председателот го додели признанието Успешни млади за 2021 година. Во категоријата најдобар млад научник во општествени науки, носител на признанието е доктор Виктор Стојковски, додека за најдобар млад научник во хуманистичките науки е избран магистер Иван Антоновски. За најдобар млад научник во природно-математички и технички науки е избран доктор Андреј Ристевски, а за најдобра млада научничка во медицински науки е избрана доктор Гордана Георгиева. Во категоријата Млад талент, признание добија трето оделенецот Македон Димитровски, ученик во трето оделение во основното училиште Лирија од Тетово, како и средношколецот Алекси Тасик. А признание за постигнат особен успех и за афирмација на инклузијата доби Нина Костовска. За крајот на денешната епизода на Шорткат ви ја пренесуваме атмосферата од овогодинешната ПИН музичка конференција и Live Europe фестивалот, кои се одржаа од четврток до сабота во Скопје. Младинскиот културен центар прими повеќе од 250 меѓународни букери, промотори и новинари од музичката индустрија на панел дискусиите, а младите имаа можност бесплатно да уживаат во настапите на над 40 музички бендови и музичари од земјава, но и од цела Европа. 4 различни стеџови во МКЦ беа преполни со публика, а овој музички настан е увертира на престојното издание на фестивалот Таксират, што е закажан на 7 декември. Ова беше се за денешната епизода на Шорткат. Пишете ни на Instagram и TikTok и читајте ја рубриката CTRLZ на meta.mk. Се гледаме идниот четврток во исто време. Поздрав!